Со прекрасно друштво сум ова утро. Сузе, рано наутро ми започнува во прекрасна енергија денот. Ќе зборуваме за извидниците, односно ќе ги повикаме сите оние родители, баби, дедовци кои што не гледаат во моментот, доколку се двоумат, колебаат, доколку размислуваат нивното дете или внуче дали да стане извидник. Овој пат во продолжение во следните минути на Алфа ќе ги убедиме дека тоа е вистинскиот чекор кој што треба да го направат. Впрочем и колегата Целе зад камерата бил извидник и кажува дека е многу горд на себе за тоа. Впрочем, станува збор за нова регрутација на извидничкиот поречански одред Галеб, најстариот извиднички поречански клуб одред во државата од 1955 година. Утре повикуваат на регрутација на извидници, што всушност значи тоа зборуваме во продолжение со Ина Михајловска, која што е водач во овој одред, уште едно друштво имам прекрасно, а тоа е малата Ана, која што ќе ни раскаже што значи за неа да биде извидник. Ина, благодарам што сте заедно со нас. Добро утро и на вас, благодарам што ме поканивте. Ќе го заштитиме времето да зборуваме што значи да се биде извидник, затоа што многу пати сме зборувале за тоа, колку всушност тоа има голямо влијание за развојот на едно дете. Вие повикувате, имате нова регрутација. Дали тоа значи дека за да се биде извидник, со оглед на тоа што станува збор за многу предизвици, многу авантури, многу изненадувања, комплетно менување на начинот на живот на еден човек, дали тоа значи дека може да се регрутираат само луѓе кои што имаат авантуристички дух, или? Апсолутно не. Значи може било кој, баш напротив, родителите многу сакаат децата да ги запишат кај нас на извидници, оние што се поповлечени, оние кои што не се баш толку авантуристички за да искусат нешто ново, да излезат, да речеме, таа комфорт зона. И верувате, од искуство не погрешиле, децата се многу поопуштени, многу по, како ја кажам, сигурни, го откриват духот во нив што не го познавале претходно и така баш убаво искуство за сите. Утре ја вршите регрутацијата, кога, каде точно ќе се случува и што всушност значи регрутација, како отприлика изгледа? Така, значи утре на 23 септември во сабота пред нашата одредска просторија. Одредската просторија ни се наоѓа во општина Аеродром, Карши хотел Хилтон на паркингот, има една барака, таму сме ние. Во главно регрутација ни е прв настан за една учебна година, така да речем, на која што ги правиме, да речем, активностите, односно игри, предизвици, се она што правиме на извидници, да им го покажеме на потенцијалните нови членови кои што сакаат да станат извидници, секако тука се и членовите кои што од претходните години се извидници, да ги да ги вовлечат и новите, да осетат енергијата сите заедно и така доста интересно, доста позитивно, прекрасно. На годишно ниво значи дека ги правите регрутациите, така? Точно така, на годишно ниво секогаш ги правиме на почеток, како што кажав, на учебна година во септември, за да можат како што почнуваат на училиште да почнат со извидници. И така, само нека дојдат. Каков е интересот низ годините? Дали се зголемува интересот кај новите генерации или пак? Да, се зголемува, но исто така имаме онака родители кои што порано биле извидници, кои што баш поради тоа сакаат да ги зачленат нивните деца, бидејќи ете и они тоа го искусиле, некогаш сакаат и нивните деца да видат што значи да си биде извидник, што значи да си има една поинаква авантура. Така доста интересно. Сакам во продолжение да ја запознаеме Ана. Не би бега Ина, имам уште неколку прашања за тебе. Ана Манойловска, 11 годишно девојче, колку време си извидник? Јас сум извидник 3 години со одредот и по Галеб. Што за тебе значи ова искуство? Што научи за овие 3 години? За овие 3 години научив да се дружам, научив да ги почитувам поголемите, научив и основните работи за во природа да се снаоѓаш кога си на кампове. Беше дел и од извидничката смотра. Извидничката смотра, за оние кои што не знаат, ќе потсетиме, станува збор за најважниот и најголемиот настан на извидниците. Оваа година се одржуваше 13-та извидничка смотра во Крушево. Ти беше дел од оваа смотра. Што значи? Што правевте таму? Таму имавме активности со другите држави, се запознававме, се најдовме другари, секоја вечер се собиравме во кругчиња и се изборавме, се дружевме и така, интересно ни беше. Тоа значи дека запозна пријателства и од надвор од државата? Да, најдов и другари од надвор од државата и си најдовме нови другари што беа повикани како другар на кампот. И тие, предпоставувам, ги споделуваат искуствата со вас, што значи извидник да се биде во друга држава?
Кажуваат? Да, така си се дружевме со сите, игравме заеднички игри. Ние највеќе се дружевме со Италија и имавме цело време активности заедно. Што значи активности? Што правев? Тебе раскажи ни некоја од активностите. Па имавме како требаше со бусол да најдеме патот низ полјана и треба да отидеме на обележаното место. Таму водач ни кажуваше дали сме точни или не точни и така си го една активност со тие 10 дена. Тоа се некои интелигентни игри кои што те прават попаметен. Се чувствуваш ли попаметна откако си извидник? Да. Ги инспирираш ли твоите другарчиња во училиште? Можеби твој брат учеди, другарчиња од мало да станат извидници? Па јас им раскажувам, ама они некако не икјат, немаат време, имаат активности други во сабота и Секој различно си ги гледа работите. Ти пред да се вклучиме пред камерите спомена дека речиси и никогаш да не си отсуствувала кога се работи за тие ваши средби во извидничкиот одред, така? Никогаш не отсуствуваш? па 3 пати у 3 години. 3 пати во 3 години само. И тоа оправдано, така? Да. Благодарам Ана што одвои време, благодарам што беше утринава со нас и што сподели, верувам дека многумина кои што не гледаат во моментот ги инспирираше. И на извидничкиот поречански одред Галеб е споменав најстариот поречански одред. Може ли да појасниме што всушност значи поречански одред? Така, поречански одред значи дека активностите што ги правиме, дел од активностите што ги правиме по река, односно значи дека се движиме по река. Имаме одење со чамци по река и така натаму. На пример, кај нас во државата постојат и езерски одреди, тоа значи дека сите нивни дел од активностите, нормално не сите ги прават по езеро. Во светот постојат морски одреди, нормално каде што има море и така. Доста интересно, доста во различна држава различно ги представуваат одредите. Што е разликата? Пошто се разликува вашиот одред покрај ова? Што е разликата од еден до друг одред? Покрај името и покрај активностите, дали има поинакви карактерни особини? Зошто треба токму да станат членови на Галеб? Пошто вие се издвојувате од останалите? Па, искрено ќе кажам, вака нема, скромно ќе кажам, нема некои многу големи разлики, но меѓутоа ете кај нас ние многу ставаме акцент на дружбата, на тоа децата да се социализираат, да се чувствуваат прифатено, да се чувствуваат некаде каде што припаѓаат, така да ете. Тоа имам уште кратко време, ми јавуваат од режија, сакам да искористам приликава, имате многу амблеми на вас. Накусо, може ли да ни раскажеш и на што всушност значат амблемите? Така, конкретно, секој амблем има свое значење. На овој ракав, ова ни е амблемот од Сојузот и под него ни се амблемите на кои што сме учествувале од сојузно ниво, пример смотри некои други активности, а додека на оваа страна ми е амблемот од мојот одред, тука исто пишува од кој град се извидниците, и ги имам амблемите на кои што сум учествувала на активности од мојот одред. Тука ова е местото каде што ни стојат амблемите за вештарство. Вештарства се, како да речам, буквално вештарства каде што децата треба да направат нешто за да го освојат вештарството и ова има знак дека го освоиле тоа вештарство и тука си ги шијат и им ја красат марамата. Одлично, навистина звучи многу интересно да се биде извидник. Ќе потсетиме, овде сме за да ги повикаме сите кои што сакаат да бидат извидници утре, со почеток во 10 часот, во вашата барака во населба Аеродром. Сите родители, баби, дедовци, за рака со внучињата и нека станат извидници. Ви благодарам, девојки, вака ќе ве поздравам. Впрочем, требаше вака да ве поздравам. Тоа беше извидничка, тебе на самиот крај ќе се поздравиме со извидничкиот поздрав. Поздрав, Суза, јас верувам дека ги инспириравме оние кои што се покрај малите екрани за да го зголемиме бројот на извидници во Македонија, затоа што навистина звучи интересно, нели?